Милија ЕУ Контакт Македонија во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени го одбележуваат денот на планетата Земја 22 април. Токму за тоа што ќе се случува денеска утрово ќе дознаеме од Мери Бакалова од Милија ЕУ Контакт Македонија. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Настанот е закажан за денеска, кои се активностите предвидени? Така е, денеска во паркот на франкофонијата започнуваме во 12 часот. Ќе го одбележиме денот на планетата Земја. Милија ЕУ Контакт во рамките на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени го организира овој настан. Ќе се обидеме да го доловиме она кое што се случува на светски рамки. Милија ЕУ Контакт Македонија е дел од глобалната мрежа која што го одбележува денот на планетата Земја и оваа година се вклучивме во тоа светско одбележување на овој важен ден. Мене многу ми се допадна мотото од соопштението кој што ни го испративте на нас новинарите, а тоа е наш ред да водиме. Така е, наш ред да водиме е светското мото за оваа година. Се става фокус на младите лидери, на оние кои што треба да повлечат и покажат како треба понатаму да се движи заштитата на нашата планета Земја. Така да токму во склоп на тоа мото и нашиот ден ќе го прославиме денеска во паркот на франкофонијата. Така, местото го знаеме, што е со учесниците? Поддршка за одбележувањето на овој ден Милија ЕУ Контакт доби од многу организации. Ке спомнам дека денеска ќе започнеме со најмладите, со учениците од основните училишта Браќа Миладиновци од Аеродром и Гоце Делчев од општина Центар. Најмладите ќе ни се представат со нивните костими кои што традиционално ги изработуваат секоја година, а кои што се однесуваат на екологијата, животната средина, климатските промени. Исто така, они на лице место ќе цртаат и ќе ги кажуваат нивните пораки за овој ден согласно мотото наш ред е да водиме. Извидниците ќе бидат тука од Сојузот на извидници на Македонија, ќе ја прочитаат глобалната порака за светскиот ден на планетата Земја и ќе имаат на своја работилница, на своја активност во која што ги повикуваат сите учесници да соберат 5 пластични шишиња, да ги донесат, да го посетат нивниот така наречен шатор, да добијат еден мал символичен подарок. Понатаму ќе бидат представени финалистите од последниот надпревар, кој што беше организиран уште од декември, па траеше се до претходната недела во склоп на истиот проект на USAID, но со поддршка на UNDP и шведската амбасада. Финалистите доаѓаат со своите креативни и иновативни решенија во областа на климатските промени. Сена се од прилика тоа се учесниците, но не застануваме тука. Имаме и изложба која што ќе биде поставена во паркот, имаме и мали символични подароци за сите посетители. Така, од самиот почеток на емисијата говориме за тоа колку е важно да се подигне свеста за да се зачува планетата Земја. Ајде малку низ историјата, малку историски кога за прв пат почнува да се одбележува овој ден. Овој ден започнува да се обележува во 1970 година. Започнува во Америка, каде што граѓаните излегуваат низ улиците на повеќе земји во Соединетите Американски држави и реагираат за подобра заштита на животната средина. Токму тој ден станува почеток на она модерно еколошко движење кое што сега ние го знаеме. По нивното движење се формира Асоциацијата за заштита на животната средина во Соединетите Американски држави и се донесуваат актите за почиста вода, почист воздух и за загрозените видови. Од тогаш па се до денеска, ова движење расте. Денеска денот на планетата Земја го одбележуваат 192 земји. И станува едно од најголемите граѓански движења кои што се фокусираат на заштита на животната средина и климатските промени. Така, доколку сакаме да видиме никаква промена, секој треба да почне само од себе, треба да видиме промената која што треба која што сакаме да видиме во светот, треба да сме одговорни. Колку македонците се еколошки, да кажем, разбудени? Па, мислам дека со текот на времето се повеќе и повеќе оваа проблематика се наметнува на модерниот начин на живот. Како што спомнавте, мора секој да биде свесен како може да допринесе за поздрава околина, за подобра планета Земја, за се што може да се нарече подобар
начин на живот во областа на живење модерното екоживење. Така, планетата Земја е единствениот дом што го имаме, немаме други, немаме планети за бирање каде можеме да живееме. Колку Македонија ги применува странските искуства во однос на ова прашање? Мислам дека многу. Еве и овој проект кој што Милију Контакт го спроведува, проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, е всушност еден проект кој што влече искуства од различни земји и тоа баш поради оној иновативен модел наречен Зелена агенда, кој што е дел од овој проект, а преку кој се влијае на и им се помага на општините да бидат поспремни во справувањето со климатските промени на локално ниво. Така, би сакала да споменем и кои општини се вклучени во самиот проект. Кога веќе го споменавте, станува збор за 4-годишна иницијатива, почнавте 2012-та, еве, до 2016 има уште малку што е она што досега беше направено. Колку сте задоволни од постигнатото? Задоволството е огромно. Соработката со општините е на високо ниво и е многу интересно да се види како она што го спомнавте, свесноста помеѓу граѓаните, како се има изградено во текот на овие години. Ќе споменам некои од општините, значи тука се Виница, Студеничани, Теарце, Боговиње, Кривогаштани, Маврово Рустуше, да, Богданци. Во сите нив се работи во рамките на овој проект и се градат стратегиите за климатски промени. Тие стратегии за климатски промени се фокусирани на локалните предизвици кои што ги имаат овие општини. Го спомнав иновативниот модел и методологија Зелена агенда. Преку неа се приближуваат граѓаните и граѓанските општества кон локалната самоуправа и се гради еден заеднички концепт при донесување на овие стратегии, а понатаму и при градење на акциските планови по кои што општините работат за да се адаптираат кон климатските промени кои што се настанети во нивната локална средина. Така, ги спомена општините, дали е во план проширување во некои други општини проектот да... Така, оваа година избираме уште 2 општини во кои што ќе се спроведе овој проект. Процесот е во тек. Се надеваме дека до крајот на мај можеби ќе ги имаме другите 2 општини. Така, сите оние кои што сакаат да добијат повеќе информации, да се информираат, да прочитаат нешто повеќе, каде може да го направат тоа? Милију Контакт е отворена за секој кој што сака информација повеќе. Може да не се обратат во секое време, стоиме на располагање за разменување искуства, за давање плюс информации. Слободно контактирајте. И на крајот овој разговор да ги поканиме сите денеска. Ќе те оставам ти да го направиш тоа и пораката да ја принесеш. Така е, наш ред е да водиме, светските лидери ќе следат повелето во паркот на франкофонијата денеска од 12 часот. Бакалова, ви благодарам многу за одвоеното време и за разговорот. Вие ќе работите, ние сме тука да информираме, да подигаме свеста кај граѓаните. Се разбира, 22 април, светски ден на планетата Земја. Уште еднаш ќе кажам, имаме една планета, не можеме да се префрлиме на некоја друга каде што е многу поубаво. Тука ни е доволно добро и токму затоа треба да ја зачуваме.